Македонијо, добар ден. Демократскиот фронт за еднината на Македонија се шири. Денеска Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијските партии ја потпишаа платформата за демократска Македонија за враќање на слободата и демократијата. Со оваа платформа за демократска Македонија се обврзуваме заедно и безкомпромисно да делуваме во одбрана на правдата, вистината и днината. Платформата за демократска Македонија ги содржи демократските начела и принципи во кои што веруваме и од кои што нема да отстапиме, се до нивното исполнување, затоа што станува збор за иднината на Македонија. Слободата и демократијата се темели на секое здраво општество и предуслов за нормален живот. Целото наше општество се наоѓа во заложништво на криминалната банда на власт и можеме да го ослободиме само доколку заедно и цврсто застанеме за овие демократски начела и принципи. Изборите мора да бидат регуларни, фер и демократски. Во Македонија ќе се одржат регуларни, фер и демократски избори откако ќе се надминат клучните проблеми преку прочистување на избирачкиот список, спроведување на реформи на медиумите и прекинување на притисоците и заплашување врз гласачите. Медиумите мора да бидат слободни и објективни. Медиумите се столб на секое слободно општество и гласноговорници за демократијата. Заробените медиуми во Македонија може да се ослободат само преку реформи кои што ќе обезбедат професионално, избалансирано и независно работење на медиумите. Реформи за враќање на улогата на македонската радиотелевизија како јавен сервис за транспарентно финансирање на медиумите. Реформи за заштита и поддршка на новинарите во професионалното извршување на работите. Борба против криминалот и корупцијата мора да биде безкомпромисна. Криминалот и корупцијата го киднапираа системот, ги заробија државните институции и им донесоа несигурност и сиромаштија на граѓаните. За вистинска и безкомпромисна борба против корупцијата и криминалот потребно е целосна поддршка на работата на независната институција специјално јавно обвинителство, департизирана полиција во служба на граѓаните, независна агенција за борба против корупцијата, силно граѓанско општество како гласен борец против злоупотребите. Институциите мора да бидат независни. Ослободувањето на државните институции е клучен предуслов за демонтирање на криминалниот систем која зароби државата. Отпочнување на овој процес директно зависи од департизација и деполитизација на државните институции. Независно судство, владење на правото и правичноста, професионална полиција во служба на граѓаните. Ова се начелата во кои што веруваме и од кои што нема да отстапиме се до нивното исполнување. Во име на овие принципи на демократска Македонија ги повикуваме сите граѓанки и граѓани, сите граѓански организации и политички партии да не учествуваат на нерегуларни, нелегитимни избори кои авторитарниот режим сака да ги одржи на 5 јуни 2016 година. Или Груевски, или Македонија. Заедно стоиме на страната на Македонија. Благодарам.